По блокирањето на поставувањето на Александар Николовски за амбасадор и шеф на мисијата на Република Македонија во ЕУ од страна на новата влада, Парламентарното собрание на Советот на Европа излезе со писмена декларација посветена на Македонија, насловена Заштита на угледот на македонската дипломатија. Декларацијата, подпишана од 54 пратеници од 22 европски земји, покажува силна осуда од Страсбур и ја повикува владата веднаш да прекине со неодговорното однесување, да не го блокира поставувањето на Николовски и на тој начин да го заштити угледот на македонската дипломатија. Во декларацијата се нагласува дека поставувањето на Николовски во Брисел ќе го забрза процесот на интеграција на Македонија во ЕУ. Ние сме загрижени со знанието дека владата прави обиди да го спречи господинот Александар Николовски да преземе неговата позиција како амбасадор и шеф на мисијата на Република Македонија во Европската унија. Господин Николовски работеше 9 години во Парламентарното собрание на Советот на Европа на многу важни позиции, вклучувајќи ги и подпредседател, потоа прв подпредседател на мониторинг комитетот и прв подпредседател на Комитетот за политички работи и демократија. Низ неговата работа, посветеност и лични достигнувања, тој беше најдобриот застапник на Република Македонија во Парламентарното собрание. Ние сме убедени дека тој ќе биде одличен представник на Република Македонија во Европската унија во Брисел и ќе го забрза процесот на интеграција во Европската унија. Ја повикуваме владата да престане со своите неодговорни активности и да го заштити угледот на македонската дипломатија. Декларацијата за поддршка на Николовски во Парламентарното собрание на Советот на Европа доби широк меѓупартиски консензус, бидејќи подпишана од пратеници од сите 5 европски партиски групи: Европската народна партија, Европските социјалисти, Алијансата на либерали и демократи на Европа, Европските конзервативци, како и пратениците кои не припаѓаат на ниедна партиска група. Иако Николовски ги добија граманите од Европската унија, сепак владата од политички причини и според неговото тврдење со прекршување на уставот и законите, реши да го блокира неговото поставување за македонски амбасадор во ЕУ. Николовски 9 години беше дел од Парламентарното собрание на Советот на Европа, при што меѓу другото беше и подпредседател, а со неговото председавање македонскиот јазик за прв пат се слушна во Парламентарното собрание во Страсбур.